Стефанија Арсовска, студент на Факултет за политички науки при ФУН универзитет Скопје. Да, Стефанија Арсовска, млад, слободумен граѓанин на Република Македонија. За вас не знам, но јас за неколку години ќе си заминам од земјава. Оти повеќе за името, отколку за народот се грижиме. Оти врхушката на власта и опозиционерите веќе 2 години преговараат во Брисел, но без никаква разрешница за моменталната политичка криза. Ма не ви оди бре. Веќе напоменав, живеам во Република Македонија. Држава без активна популација, на активни умови, кои не можат да се изразат професионално во својата матична земја и секојдневно трагаат по подобра иднина, што подалеку од Македонија. А колку подалеку од Македонија, толку подалеку од белата чума, која не дебне секојдневно. Да бидеме искрени, во изминативе години владеачката партија повеќе од потребното се погрижи за пензионерите. Ворете, тие и заслужиле. За нив владеачката партија обезбеди бесплатен автобуски превоз, бесплатни бањи и спа рекреации, згоре на се и бесплатно скијање. Оти, нели, редот е, после скијање на бања. А за нас студентите по еден таблет и сосема доволно е. Така, додека моите колеги во светот реализираат пракса во Тунис, јас со таблетот, подарок од влада, ќе ги слушам бомбите на опозицијата. Поклон до земја. Ако истиот тој таблет издржи до последната бомба на опозицијата. Дипломиран економист, веќе 5 години работи во Макдоналдс во Германија. Еве, и денес ми се фалеше на Skype. Вели, ќе се врати во Македонија, за да може да запише мастер студии со оние 2000 евра, заработени од Макдоналдс. Јас совршено го разбирам. 2000 евра и не се така малку, кога овде кај нас во Македонија и времето е запрено, и акцентот е ставен на барот градбите. Оти, нели, ние немаме за леп, ама затоа чоколади купуваме. Крај на приказната. Мастер студиите завршија. Сега што правиме? Колегата мој треба да се вработи. Аха, јасно ни е на сите нас овде. Во Република Македонија партиската книшка многу повеќе се вреднува отколку факултетската диплома. Партиската книшка е она која не разликува и при тоа истата не дели на леви и десни, плави и црвени, послаби и појаки. Марко не беше од оние појаките, па и затоа Марко си замина од Република Македонија. Ме загрижува фактот што политичките партии постојано изјавуваат дека младите се иднината на Република Македонија, но тоа само во нивните говори. За жал, невработеноста е само еден од многуте проблеми за нас младите. На крајот на денот, покрај вработување, ние младите сакаме да бидеме вклучени во сите процеси на одлучување, да има плурализам во младинските одлуки и тоа наше директно учество. Тоа е мојата визија за европска иднина. Си ги сакам другарите назад, си ја сакам мојата Македонија, која повеќе нема да биде лидер во регионот по невработеност на млади и сакам врска без Skype.